Благодарение на едно семејство кое што се одлучи во име на членот од семејството да го дарува незиното срце, ја имаме нашата следна соговорничка, ваква насмејана, како што впрочем и често ни доаѓа во утринската програма и за која што сме многу горди, особено на енергијата која што ја поседува. Токму незината приказна говори за тоа колку една жена може да биде силна и храбра, бидејќи во тие низа испитувања кои што се правеа непосредно пред трансплантацијата на срцето, дознава дека цистата на јајник, за која што знаела, која патем ја третирала и која што докторите велеле дека не е ништо страшно, е тумор на јајник. И покрај борбата години наназад, храбро говори за здравствените предизвици пред кои што е исправена. Причините за тоа се две. Една страна да покаже дека и покрај се животот е можен, а од друга страна да упати порака до јавноста колку е важна грижата за здравието. Добро утро за Емилија Христовска-Костовска, наша следна гостинка во Македонија наутро. Добро утро, добро ве најдов. А ќе видите низ разговорот зошто и се воодушевуваме. Помена Кристина и во најавата непосредно пред трансплантацијата на срце, што не е нималку едноставна процедура, дознавате за туморот на јајник. Како го доживеавте тој момент на дознавањето на оваа диагноза покрај сиот стрес околу трансплантацијата? Првенствено дознав дека мора да се извади јајникот, нели, пред трансплантација, како не би се направило никаков проблем во самата трансплантација, бидејќи е многу, нели, комплицирана операција реално. И покрај јајникот требаше да се извади жолчката. Значи тие се извадија две работи во иста операција. Се извади десниот јајник и се извади жолчката и никој не се сомневаше дека после испитувањето тоа ќе излезе тумор и тоа малиген. Со тоа што беше среќа бордерлайн и не беше излезено од граници, меѓутоа првото соопштување ми беше гром од ведро небо и реков уште ова стварно не ми треба. На сите работи што ги поминувам и се борам за трансплантација на срце, се надевам дека ова нема да ми го попречи патот и да ми го скрати животот. Беше многу страшен момент, но тука ми беа докторите кои навистина доктор Ирена Алексиевска-Папестиева и доктор Васил Папестиев, кои што навистина ми даде огромна поддршка и ми рекоа не се секирај, бордерлайн, ја пратиме ситуацијата, само позитивно. И тоа сум јас сум позитивна, си го сакам животот и едноставно некако го тргнав тоа на страна со цел дека е тоа извадено и е завршено и е се како што треба. Но кога почнуваат, предпоставувам, тие испитувања за трансплантација на орган, се знае точно рокот, кога, каде, што и треба да се случи. Предпоставувам дека има одреден план што ќе се случува во периодот кој што следува. Колку новата диагноза која што ја добивте застана на патот на ова што пред малку го планиравте? Па во принцип застана пред да се извади, затоа што проблемот беше со 15% ежекциона фракција, да се направи операција таква комплицирана, да се извади и жолчката и јајникот во истото. Значи, тоа беше најголемиот проблем. Кога тоа се преживеа, следниот шлок беше дека нели е тумор и е малиген, но среќа што е бордерлайн, што е се извадено. И се надеваме дека понатака не е префрлено на другиот јајник и слично, бидејќи имав и на тој циста, меѓутоа не се нафатија да извадат се, со оглед на тоа дека ќе имам ново срце и дека можеби ќе имам деца. Но не знам, ми беше шлок, меѓутоа некако се обидов во борбата за орган, бидејќи кај нас не се правеа тогаш се уште трансплантација на срца, некако се обидов да го тргнам на страна, да не го размислувам, да се ставам за цел дека тоа е извадено, дека тука веќе нема ништо. И едноставно најголемата цел ми беше да дојдам до срце што е нормално, што би ми го продолжило животот. И некако ми го ставив тоа во заден план, бидејќи веќе се заврши операцијата, јас преживеав и сега одиме понатаму да примиме срце ако има Господ. Имало, да.
Добивте ново срце, бевте истрајна во целата оваа борба и покрај сите предизвици кои што ви се случуваа во тој период. Како сте сега, што значи новото срце кога зборуваме за секојдневниот живот и функционирањето понатака? Со сегмент ставаме дека тренирате зумба. Да. Сакам тоа да го истакнеме, бидејќи обично перцепцијата е друга, човек, но да. ајде тоа да го... Вака сега, првата година, бидејќи ја лежав 4,5 месеци на клиника, ќе секој втор ден имав некоја интервенција, поради предходните, затоа што сум со вродена срцева мана, нели сите тие постапни операции што сум ги имала. Првата година ми беше прилагодување, после првата година почнав да одам во теретана, тоа не значи дека кревав тежини, ми требаше за да се движам, значи за да може да работи пумпата и срцето нормално, нели треба да имате физичка активност, така почнав полека, после тоа ја имав уште едната операција каде што го извадија и другиот јајник и матката, бидејќи тумор маркерите почнаа да варираат. Тоа беше уште еден шлок на самиот организам. И тоа го преживеавме и сега одиме понатаму, бидејќи не смеам да кревам нели воопшто тежини, почнав да одам на пилатес и после тоа некако во разговор со мојата другарка Сања се договоривме да пробам да одам на зумба, дали ќе го издржам, меѓутоа ми оди одлично. И многу сум и благодарна и многу сум задоволна што еве се функционира со срцето, правам се нормално, покрај терапиите, нели нормално што ги пијам, што е нормално за трансплантиран, а мене не ми е многу промена. Мислам, не ми е многу сменато, бидејќи јас и претходно пиев терапија. Именно супресивите те прават малку понежен и нормално дека реагираш на секој што ќе се закашла и кимне во твоја близина. Но јас функционирам супер. Значи, живеам на 3-ти спрат, немам лифт, се качувам пешки секој ден, уште не ги сакам скалите. Но во принцип се функционира нормално. Колку тоа е нормално, ама е нормално. Чим вежбам зумба е супер. Сакам малку да проговориме за психолошката поддршка. Она што е апсолутно неопходно во целиот процес. Неопходно е и за вас како пациент кој што поминуваше низ сево ова, но и за семејството. Фасцинантно е колку голема поддршка имавте од вашето семејство и тоа сакам да го потенцираме. Во еден неформален разговор кога првпат се сретнавме, ми кажавте свесна сум и свесна бев дека можеби нема да можам да имам деца, но кога му ја соопштив таа информација на мојот сопруг, тој ми кажа, па важна си ми само ти. Да. Многу е важна поддршката од семејството, можеби и најважна, да имате некој покрај вас. Јас сум личност која што претежно сама ги брка работите и трча, меѓутоа многу е важна психичката поддршка, да ве поддржат во се она што го правите и да бидат тука за вас. Семејството, пријателите, јас многу луѓе нови запознав, кои што толку многу ми помогна и беа тука за мене. Некои многу блиски се тргна. Значи, тоа веројатно зависи и од другите луѓе, од психичката состојба нивна, меѓутоа семејството е тука кое што е, нели, нема каде да оди. Мора да се бори, меѓутоа навистина треба, еве јас ќе дадам еден совет, дека е убаво оние кои што чекаат трансплантација било каква, сега јас имам на срце, имам такво искуство, меѓутоа верувам дека за било која трансплантација е убаво да се посети психолог, чисто 1-2 разговори, малку да се олеснат работите, да речеме. Кога ви беше попотребен, се извинувам што ве прекинувам, непосредно пред трансплантацијата или по? По трансплантацијата, бидејќи тука е оној кризен период кога јас учев да одам, бидејќи ми беа атрофирани сите мускули, борбата да станете на нозе, да почнете да се движите, да почнете да јадете од сите оние терапии предходно што ги имате.
да станете да продолжите да живеете. Значи треба навистина да го сакате животот за да можете да го направите тоа, но мислам дека навистина е добро да се има психолошка поддршка, мислам од психолог, чисто разговор, може би еден пред и еден потоа, бидејќи никој не е спремен на оваа работа, реално. На многу помали работи не сме подготвени, а колку и ние да мислиме дека јас на пример мислев дека да, готово, меѓутоа кога дојдов, кога требаше да легнам, со оглед на тоа што дојдов на нозе, значи не лежев во болница, беше многу страшно. Беа тука сестра ми, мајка ми, значи она ми е херојот во животот, маш ми, зет ми, золова ми се таму надвор во Америка, меѓутоа имав и од нив поддршка, од пријателите, значи најважното нешто. И медитациите кои што јас ги користев повремено за да можам нели да ублажам целата состојба, инаку буквално од самиот стрес, значи се случуваат секакви работи, тироидна, хормони, значи се изреметува, така да убаво е да се има една психолошка, па би рекла пред и потоа. Да, секако. Што беше првото нешто што дојде во твојата свест кога ги отвори очите после трансплантацијата, кога стана свесна за себе, кога поминаа сите оние анестезии? Се сеќаваш ли која мисла прва ти помина тогаш низ главата или на кого помисле? Тоа сигурно е еден емотивен момент, бидејќи... Веројатно беше понасмејана од сите низини блиски, да. Многу беше комплицирано моето, бидејќи моето будење не беше будење, него лошо ми беше будењето, само памтам дека прво ја видов мајка ми, и тоа беше толку, потоа бев интубирана и приморено, нели, заспана. Се додека не почувствуваа дека е се окей и после тоа искрено да ви кажам халуцинирав. Значи јас постојано се гледав на различно место, јас постојано дури некои работи се уште ги памтам. Мислам дека меѓу првите работи кои што ги помислив е, че јас имав превисок пулс, 175 ми беше пулсот, меѓутоа ја не знам како треба да чукам здраво срце и сам реков, вака ли е здравото срце? Вака ли ќе биде? Што е тоа што ви причинува Емилија насмевка секој ден? Не случајно го почна вака разговорот, бидејќи толку сме и граѓаните кои што немаат попатно никаков здравствен проблем. Толку некако знаеме да бидеме изморени од секојдневието, толку некако се ни пречи, се ни е проблем и секогаш наоѓаме изговор за насмевка, да немаме насмевка на лицето. Што е тоа што вас ве радува денеска и што е тоа што ве натера да ни влезете во студио насмејани? Тоа го правите постојано, вие сте на вистина. Да, ја станувам насмејана. Не е дека ми е секогаш така розово, нормално. Имам и јас моменти кога и паѓам психички и се, меѓутоа се будам насмејана. Едноставно го сакам животот. Имам можност за повторно да го живеам животот, да ги имам тука до мене семејството, пријателите, да излагам, да се дружам. Мислам дека тоа ми е доволно. И кога ќе прашаат како се сака животот, вака се сака животот, Вана. Вака насмејано се сака животот. Да. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Некако по идеален соговорник за да ја заокружиме тимова не можевме да одбереме. Ова е совршена, се чини, и порака до сите оние кои што се наоѓаат пред ваков здравствен предизвик, до сите оние кои што можеби размислувале зошто да или зошто не во прилог на органодарителството. Сакајте си го животот, сакајте се себе си. Значи мене ми е тоа некое водачко правило во животот. Ако си го сакате животот и ако се сакате себе си, се ќе си оди како што треба и сите куцки ќе се наредат. Само треба да верувате во тоа. Цел живот да ви бидат наредени сите куцки онака како што посакувате. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата. Ќе ја пуштам Кристина со Емилија една прегратка. Велат кога зборуваме за срце, прегратките... Чекаме да заврши, Ване, за да можеме да се го направиме. Па добро, дека презентирам временска прогноза по една прегратка, бидејќи вчера прочитав и не случајно ете пред разговорот дека прегратките многу влијаат убаво на здравието на срцето. А така ни тргна. Така дојдовте со прегратка, нели? Па ја секогаш може така да се заврши. Јас ќе испратам Емилија. Еве ни нас мапата да потсетиме и да направиме уште еден пресек. Денеска ќе имаме сончев ден.
Да, си ми здрава. Благодарим и многу. А јас Давај, Имаме сончев